Случајот Крмзов, почнувањето на разоткривање на криминалот вреден 6,5 милиони евра во ЕСМ, разоткривањето на терористички групи, апсења во Скопското подземје, полициски влез во домот на Артан Груби, поранешниот директор на лотарија, влезот во судскиот совет, неколку големи случаи во краток период кои се доказ дека полицијата последниот период е многу поактивна во борбата против криминалот во Македонија. Поранешниот началник во МВР, Љубомир Ѓурчевски, смета дека ваквите потези покажуваат дека власта во Македонија е решена да се справи со криминалот од секаков вид. Факт е дека со овие активности не само она што викаме ЕСМ лотарија на Македонија, затоа што онај дел на ЕСМ е само еден мал сегмент, таму имаме уште многу поголеми криминали. Тоа случајот Крмзов кој што исто така наскоро ќе добие свој финиш, значи каде што имавме 15 на милиони евра испумпување на средства од буџетот на Република Македонија. Според него, разбивањето на терористичка група директно може да спаси човечки животи. Последниве години државата пред се Скопје беше сведок на низа клановски убиства за кои долго време немаше решение. Ѓурчевски вели дека е добро што конечно се влегува во битка против оние кои со години нечепнати вршеле тешки кривични дела, како што беше апсењето на неколку локации во Скопје, во Чаир, Грчец, Арачиново и Сингелич. Во последниве години едноставно беснееа на улиците на Скопје и вршеа еден куп кривични дела од делот на трговијата со дрога, насилствата, рекетот, изнудите, пукањето и така натака, убиствата меѓусебните, нели, оние клановски пресметки. Доказ дека полицијата работи на секој сегмент во борбата со криминалот е и тоа што почна да се разоткриваат и низа финансиски малверзации. Дека обвинителството и министерството, значи, делуваат во сите сегменти на организираниот криминал, било да е тоа финансискиот криминал со перењето на пари. Мислам дека борбата со криминалот и криминалните групи во Република Македонија и како правилно и сериозно се води. Борбата против криминалот е една од главните цели на власта во Македонија. За наредниот период се најавени отворање на низа десетици процеси против функционери од поранешната власт.